Поздрав до сите наши гледачи во уште едно издание на Равенка за успех. Имам гостинка која навистина има богата животна прикосна, многу колоритен живот и многу амплитуди во нејзиниот живот, а морам да кажам дека ми е драго што е тука со нас да ги сподели нејзините борби и нејзините равенки за успех кои многу пати ги се случувале во животот, но на нејзе тоа не можело да се забележи. Како успевала да се справува со сите ситуации, само таа знае, но секогаш пред јавноста и во тоа што го работи била максимално професионална, насмеана и позитивна. Сузана Турунџиева ни е тука во Равенка за успех. Суза, ти кажав дека навистина мислам дека си соодветен пример за оваа емисија и дека вакви жени борци се навистина за респект и имаат што да кажат за себе. Можеби современото функционирање малце повеќе става акцент на оние инфлуенсерски покажувања, докажувања на луксузи, но ја мислам дека нешто на што треба да се стави акцент е токму на вака силни личности кои низ борбите во животот докажале дека секогаш и покрај се изгледаат позитивно и убаво. Ти благодарам, Маја. Драго ми е што и јас сум дел од Равенката за успех и се радувам на овој муабет разговор кој што ни предстои вечерва. Можеш да се напиеш кафенце и се кафе е тука за нас. И јас и ти без кофеинското еспресо го одбравме. Има навистина добар вкус и мислам дека ќе ни биде добар пријател за разговорот. Уз кафенце е најдобар муабетот. Ајде ќе се вратиме на твоите денови млади детски во Битола. Таму започна твојата животна приказна и на како се сеќаваш на тие години, какво детство, кои спомени ти се останати? Веројатно најмногу ќе ја паметам радоста на оној ден кога сватив дека сум единствена од моето училиште кое ме примија да учам во Нишето музичко училиште и со каква радост трчав, подскокнував, летав на кај дома, да им кажам, на моите родители и тој долг пат кој што го имав за одење секој ден од нашиот дом до музичкото училиште кое беше на другиот дел од Битола, го паметам во најубави спомени, дури и во зимите, во ладните зими, чудна работа Битола, не ја имам во спомените во летните денови, ја имам само во зимските, бидејќи тие години, 80-тите години, па и крајот на 70-тите во моето детство, имаше екстремно големи зими, до минус 33 степени беа. Знае да фатат, така да во тие денови, на тие температури не функционираше ниту сообраќајот, ниту ништо, но ништо не можеше да ме спречи да се наоблечам и да излезам надвор од дома. Во истиот момент кога излегував, се замрзнуваше. Ноздрите, очите, тука, ушите, се замрзнуваше, ама јас знаев дека морам да стасам пешки, немаше друг начин како на тој студ, пешки за да стасам на првиот час на клавир. Така да, многу ми е во убави спомени тој дел од животот таму во тоа музичко училиште каде денеска замисли се греат на дрва. Да. И ние како поголеми ученици веќе во средното музичко, за да дојдеме да вежбаме таму, мисли како да ти зборувам 2 века порано, значи кога раскажувам, но и денеска е така, не знам од кои причини, ние моравме да сокриеме дрва некаде на места каде никој не знае, за да дојдеме за викенд и да вежбаме, особено ние кои немавме клавир дома. Јас немав, за жал, многу подоцна си купив пијано, но во тие години кога најмногу ми беше потребно го немав. И секогаш ќе се сеќавам на тие години колку пати се борев со себе да се откажам, ама нешто беше посилно од мене и ми лелеше дека не треба да се откажиш, дека ти си родена за музика, дека музиката е нешто по кое треба да те препознаваат и понатаму во животот и не се откажав, иако во тие години кога созреваш, знаеш, па се бараш себе си, да нешто, некои бувачки ќе те имаш дека ја признаш што друго и секогаш нешто друго ќе ти се изроди како идеја, ама си реков ти не си добра за математика, не си добра за физика, за хемија, добра си само за музика и ти мораш да продолжиш да се бориш за твојот сон и не зажалив никогаш. Како се случи тоа да дојдеш во Скопје, па работеше тука, нели, по струката и да веројатно студиите тука ги започна во Скопје? Некако природно дојде да се запишам на факултетот за музичка уметност, имав среќа да бидам една од трите кои ги примаа на приеменисмота, имавме многу пријавени, знаевме од старт дека ќе бидат примени само тројца. Беа тоа прекрасни години на студирање и
искрена да бидам, не се замислува в себе си тука, бидејќи непосредно по завршувањето на факултетот отидов во Австралија, таму бев на една турнеја, каде бев поканета од битолското социјално друштво Александар Турунџев и некако мислев дека ќе се пронајдам себе си таму и дека ќе започнам некој нов почеток, некоја убава моја лична приказна, меѓутоа таму па воопшто не се пронајдов, не знам зошто. Сите луѓе ми беа наклонети да едноставно ми пружат се, македонците се разбира, од нашиот крај тука, но толку некако не ви годеше климата, може би не бев јас во ситуација да носам големи одлуки и едва и го чекав моментот да се вратам назад во Македонија. Тогаш беше за жал еден многу несреќен период за нас. Јас бев таму во времето кога Македонија се осамостојуваше, а на тоа пак претходеше распадот на Југославија и сите оние големи немири во околината, во околните земји. Знам дека со денови и со недели гледавме на телевизија како се парчасуваше Вуковар, како се бомбардираше и така натаму, меѓутоа иако тоа не беше таму, на местото каде живее моето семејство, јас го доживував како дома. Јас заминав како југословенка, се вратив веќе со неважечки пасош и со по неколку месеци подоцна и со неважечки авиобилет, морав да вадам нов авиобилет. И сето тоа многу ме погодуваше, но едно знаев дека носталгијата е посилна од мојата желба да останам таму, иако навистина бев со ниет дека ќе живеам во Австралија, но видов дека и на тој тест не поминав. Добро, тоа никогаш не може човек да го предвиди додека не го почувствува и некои луѓе се одлучуваат, што и за мене е многу чудно, да се одвоиш некако од тука, затоа што се те влече на она што те потсеќа, те асоцира на детството, на младоста и се одеднаш кога започнеш некој сосема нов живот во нова средина и не е така едноставно. Ама јас кога заминав со одлука. Јас бев дипломирана, немав работа, не бев во некоја врска, значи тотално Ништо не те врзуваш. Освен семејството, освен моите во Битола, ама многу беше голема носталгијата и многу беше силна мојата одлука дека што и да се случи баш на луѓето кои ме испраќаа македонците од тоа друштво. И велев, ако треба дека се бомбардира аеродромот, само јас да слетам во Скопје, после тоа што сака нека биде. А иако во тоа време сите затекнати југословени од тој регион таму имаа право да средат и да ја проложат визата без никаков проблем, додека не се средат ситуациите кај нас, но тоа е тоа. Александро Турунџев го спомна, тоа е твој дедо, така? Прадедо? Да. Сега таа историја, колку ти носи некои привилегии, колку ти носи некоја гордост, што ете? Да, имам една голема доза на одговорност кон неговото презиме, кон неговиот лик и дело, иако јас не сум најдиректниот потомок негов. Меѓутоа сум од семејството. Александро Турунџев имал брат кој се викал Пандо. Мојот брат пак е крстен по него, така да јас сум од лозата на Пандо, че од неговиот брат. Мојот татко е всушност внук, директен внук на Пандо, но ние секако во тоа семејство ја знаеме која е улогата на Турунџев во нашата историја, ги знаеме неговите дела, ги знаеме сите зборови кои останале длабоко запишани во многу книги и Битола е особено горда на Турунџев. И секогаш на моите ќерки, бидејќи јас не родив синови, родив ќерки, и секогаш им велам дека во моето семејство нема кој да го продолжи презимето, но мора секогаш да бидат одговорни и свесни што значи да бидеш Турунџиева и кој бил тој човек, колку бил заслужен, колку бил со огромна љубов и респект кон Македонија и македонците. И за него и ден денеска добивам многу пораки од луѓе кои се патеписци, кои истражуваат по Беломорска Македонија, кои слушнале устни преданија за неговите дела, колку бил тој заштитник на жените, на сиромашните, на честните луѓе и кај него немало воопшто разлика кој од каде е по потекло, дали е православен или е муслиман. Тој ги штител подеднакво сите и по тоа бил многу познат како комита, како војвода во неговото време.
Да, навистина е веројатно и гордост и одговорност да се носи тоа име презиме. Јас би сакала да го вратиме оној период кога ти се одлучи мимо твојот талент за музика и таму каде што припаѓаше во оние музички води, така се прослави, така те запозна јавноста, сепак започна со водителството и тоа некако ти легна подеднакво добро како и музиката. И можеби и повеќе се пронајде себе си во тоа. Јас како дете никогаш не помислував дека лебот ќе го се работувам од зборување. Мислев дека тоа пеењето и сцената ќе бидат мојата природна средина, бидејќи како дете бев многу срамежлива. Да ме натераш да пеам, можеше во секое време да ми кажеш ајде пеј, ќе пеев до цело време ќе пеев и не ми беше срам да пеам. Многу се срамев да зборувам и важев за едно исклучително срамежливо дете. Подоцна веројатно ми се одврза јазикот кога дојдов да живеам во Скопје, кога сватив дека мораш само да си ги отвараш вратите и ќе мораш да се снаоѓаш вака или онака, ќе мораш да се снаоѓаш. Водителството никогаш не беше планирано во мојот живот, тоа беше веројатно спонтано, судбински. Нема да речем случајно, бидејќи јас сум човек кој не верува во случајности. Ништо не е случајно. Што се случувало, имало причина зошто треба да се случи и во првиот, и во мојот втор телевизиски ангажман, и во мојот трет телевизиски ангажман, секогаш поканите за работа во некој проект телевизиски доаѓале откако ќе ме повикале како гостин. Значи, како сега што да речем на тебе сум ти дошла во гости, така било и тогаш сум дошла како гостин и веднаш потоа ми се јавиле за да ме ангажираат некаде за некоја емисија. И тоа била таа моја срекна коцка. Никогаш не помислував дека цел живот ќе останам, целата моја кариера професионална ќе се задржам во телевизијата, но така налагале околностите. Јас не престанав да бидам во музиката присутна, односно таа никогаш не престана да ме потсетува дека е жива, иако имаше периоди кога не ми беше до музика. Доживував разноразни ситуации во кои, приватно, никогаш не можев да кажам дека јас се потрудив доволно за да бидам на естрадата присутна како што требаше да бидам или како што можеби многу ми не очекува, но се случувале одредени ситуации кои ме одвлекувале од пеењето, па и не ми било до песна. И во тие моменти кога мислев дека нема да и се вратам пак на музиката, таа секогаш ме потсетуваше, наоѓаше начин како да ме потсети дека е жива и дека е тука и дека ќе ме чека се до моментот дека не бидам повторно подготвена да запеам. Еве оваа алтернативна професија, па гледаш како ти се наоѓа во животот кога и ти се случуваат оние такви моменти, нели во твојот живот, слободно ќе кажам трагични, навистина имаше тешки моменти во животот, ама кај тебе тоа не се забележа. Мислам, не се забележа да ти изманифестираш толку многу и да се манифестира тоа на екранот или во твојот начин на функционирање. Едноставно се си течеше и се функционираше мимо сите твои приватни работи. Како ја наоѓаше силата во тие моменти да останеш при себе? Веројатно и по природа имам некоја голема доза, голем прак на трпение, трпеливост и сум се фаќала себе си во ситуации јас да се запрашам себе си добро како можеш сега, како ќе можеш да се износиш со оваа ситуација. Имало и во дадени моменти кога ми се случувале тие трагедии, семејни загуби, да буквално сум чувствувала не само душевна болка, туку сум чувствувала и физичка болка, како да си распарчен на делови и не можеш да се составиш. Меѓутоа, кога ќе се освесте во еден момент и кога ќе видев кој се зависи се уште од мене, дека тука има деца, во приказнава, дека тука е мојата мајка возрастна, дека јас не смеам да паднам поради нив, јас морам да бидам силна, нив мора некој да им биде водичот во целата ова загуба, тага и така натаму, и кога ќе се сетев дека јас морам да бидам на нозе и морам да бидам цела и морам да бидам насмеана, колку и да ми е тешко на моменти да бидам насмеана, и тогаш се активираше од мене некоја скриена, непозната сила и навистина мислев дека мене животот ми предодреди една таква улога да ги крепам сите околу себе. За жал, најголемиот дел од луѓе кои останавме во нашето семејство сме жени.
по некоја чудна судбинска игра, се што беше машко, некако многу брзо ни го зеде животот. И тие што се, фала Богу, живи не се покрај нас, но останавме жени да се крепиме некако и да си помагаме и да се поддржуваме и да се подготвуваме на секакви ситуации, дека мораме да се избориме со сето тоа. И затоа велам јас дека животот мене ме претвори во воин, подготвен за секаков тип на борба, и како да некој непрестано би го има притиснато, активирано копчето на најтешкото. И стално кога ќе се уморам од тоа тешкото, велам па дај малку олабавиме животе. Меѓутоа, веројатно сите имаме некоја своја мисија и понекогаш кога ќе помине тој силен тајфун, тоа цунами, кога ќе помине, ќе си речем добро е, и ова го преживеавме, одиме понатаму. Искрено морам да ти признам дека додека разговараме многу внимателно те слушам, но уште повнимателно се обидувам да ти ги формулирам сите прашања, затоа што ситуациите во твојот живот се до тој степен тешки, да и кога се поставуваат прашањата, некако не би сакала да ти ги навратам тие емоции премногу. Но еве ќе почнеме од убавиот момент кога се роди твојата прва ќерка, Лора, која изгледа преубаво и која веројатно беше твоја среќа во животот и нова движечка сила. Тоа ти се случи нели како нешто што веројатно те повторно те врати во онаа улога на заштитник, на некој за кого треба да се грижиш и правиш се. Сега таа е веќе возрастна, се омажи на млади години, па и на млади години доби внук од неа. Како ја гледаш таа своја мајчинска улога од таа возраст кога ја доби Лора и кога требаше све? Јас сум многу благодарна на животот за сите подароци кои ми ги даде. Замисли да доживееш да имаш внук, да имаш внуче од своето дете, ти знаеш да радост, каква е таа награда, тоа време поминато со тоа мало човече, немерливост, радост, која е таа среќа, и верува искрено од срце кога е мојот внук Јаков кај мене не ме интересира ни дали е дење, ни дали е ноќе, ни дали сме сготвиле нешто или не сме сготвиле. Знам дека нешто ќе се јаде секако, ако не се јаде дома ќе излеземе надвор и ќе јадеме, меѓутоа тоа ми е бесценето време. И тоа време јас како да го немав кога ја растев. Не знам ти како се сеќаваш на годините кога ја растев. Си беше нешто на брзина и како да ми беше во сон. Како да се мораше во една минута да се даде да се јаде, како да се мораше во една минута. Сега буквално не гледам на сат, ма дали сме легнале, сме заспале на време со него, не е битно, битно дека тој е среќен, а јас сум уште посреќна што ја делам, та јас приврзана со тебе. Па да, мислам дека сме одличен тим. Ние сме одличен тим и наликува во карактерот многу на мајка му, на Лора, и мислам дека едно многу интересно човече кое многу ја сака математиката за разлика од мене. Јас не ја сакав математиката, иако цел живот имав петка, меѓутоа имав толку голем отпор и уплав што секогаш кога ќе дојдеше мигот за писмена по математика, јас се онесвестував, не глумев. Јас вистински се Стрес. Така да, јас сум секој утро кога ги отварам очите, кога ми звони алармот во телефонот, јас првата работа што ја велам ти благодарам животе, ти благодарам што ме разбуди и денеска, што и денеска ќе имам уште еден ден на подарок. Тоа е навистина прекрасно чувство и многу е убаво кога човек знае да биде благодарен на убавите работи. Тоа забораваме. Знаеш колку важно, ние цел живот жалиме или тагуваме или гласно негодуваме за нешта кои ги имале другите. Наместо да благодариме за нешта кои ги имаме ние, замисли колку проблеми ние немаме. Јас кога едно време ми се појавува во телефонот некакви видеа од несреќи, од катастрофи, од природни катастрофи, од други немили ситуации, јас тогаш навистина сватив колку треба да бидам благодарна за проблемите кои јас ги немам. Да. Има луѓе кои навистина имаат финанси, имаат пари, имаат и здравје, но имаат и многу други проблеми кои им се провлекуваат во животот, а не можат туку така лесно да се ослободат од нив.
Како што велат, секоја планина своја тежина, секој си ја знае тежината, а и животот е таков, не може да биде рамна линија, мора да има амплитуди. Секогаш ќе си кажеш кога ти е најтешко, мислиш дека само на тебе ти е тешко и дека леле што ми се случува. Од друга страна, кога ќе погледнеш малце пошироката слика, ќе сватиш дека секој човек се носи со некоја тежина, ама кога знаеш да уживаш во убавите моменти и да си благодарен, тогаш сваќаш дека за се има баланс Се учи. и се колку што нели човек знае да ужива, толку и ќе ужива, колку знае да ги цени добрите работи, толку и ќе може да биде среќен. Оној момент кога ти си нели во едни помлади години беше многу атрактивна, беше водителка која оставаше впечаток, беше постојано гледана, интересни емисии. Какви амбиции во тој период имаше за себе? Имаше ли големи амбиции? Сакаше ли нешто повеќе од тоа или пак точно си се најде и пронајде во својата работа? Па, ако мислиш на оној период кога работевме во Ајден, Да. може би никогаш не размислував за воиднина како ќе биде, може би никогаш и не помислувавме што ќе се случи со Ајден. Никога од нас не ни претпоставуваше што ќе се случи и мислевме дека тоа така ќе биде секогаш. Секогаш ќе бидеме во некои големи шоуа, многу гледани, кои што ќе ги гледа цела Македонија, кои што ќе ги обединува еве вака гледачите. Секогаш ќе имаме статус на нешто кое тогаш во тоа време навистина ние имавме статус на звезда, вистинска звезда на овие простори. И ми импонираа некои работи затоа што ми се чини дека тогаш медиумите беа на едно малку повисоко ниво. Имаше некакви критериуми кои не сум сигурна колку денеска се. Добро, и тогаш телевизијата го имаше приматот, за разлика од социјалните медиуми кои доминираат се. Немаше тогаш социјални медиуми каде денеска секој еден човек има свој медиум и секој еден свој човек може да си ја брендира сопственото знаење или незнаење, кој зависно со што располага. Меѓутоа тоа беше едно поинакво време. Јас бев тогаш за некои 2-30 на години помлада. Не се замислував себе си дека ќе се пензионирам пред камера, не, но во тој период и активно пишував книги, во тој период и активно се уште се занимавав со музика, да. Стакував на фестивали и не размислував. Баш беше доста активна и присутна. Размислував, затоа ти велам, тој период ги растев децата, ама и немав ни многу време да бидам со моите деца, што ми е искрено жал, не можам да вратам назад ништо, но за среќа пак ја имав и се уште ја имам мајка ми која секогаш беше тука да надополни се што јас не можев. И така да моите деца не почувствува некакво мое отсуство големо. Често пати ја спомнуваш мајка ти како твоја голема поддршка. Ми била голема потпора. Мојата мајка пред време се пензионираше за да може да дојде и да ми ја чува Лора. Да, она живее со тебе од самиот почеток, нели? Со мене и заедно ги поминуваме и добрите и лошите денови. Така да поддршка сме си едни на други. И таа ме научи на некои вистински вредности во животот. Понекогаш дури и може би не треба до толку многу да бидам критична или самокритична, меѓутоа кај неа зборот е збор, црното е црно, белото е бело, така да јас се трудам да бидам на страната на правдата и да научам со одбрани зборови да им ја кажувам вистината во очи на луѓето, дури и кога не им е право да ја слушнат. Знаеш како ние сме живееме сега со социјалните медиуми кои ти ги спомена пред малку во еден малку повеќе лицемерен свет. Сите во некои розови машни спакуваме, кажуваме комплименти, си делиме едни на други зборови кои од крајност до крајност. Некогаш на социјалните медиуми. Знаеш дека не се искрени, ама ќе ги кажеш така, нели, ќе се напишат во коментари или не знам како. Јас кога не знам што да кажам, некогаш и се воздржувам од коментар воопшто, ама кога пак сакам да кажам нешто убаво и кога убаво чувствувам, јас не штедам на зборови. Бидејќи живееме па во време и кога луѓето до тој степен се научени да имаат задршка што и штедат на убав збор. А некогаш еден убавиот збор толку ќе те поткрене, толку ќе ти направи да се чувствуваш подобро, бидејќи во ова време на изолација, кога луѓето се оттуѓени и изолирани едни од други, комуницираат само преку телефон,
Тоа е важен убавиот збор, ама да му го кажеш, не само да му го напишеш како коментар, подобро јави се. Закажи средба, кажи му на некој убав збор, пружи му поддршка. Тоа вреди многу повеќе од било каква финансиска помош која не дека не е Сигурно, јас мислам тоа оградување преку тие баш телефони и социјални медиуми некако недостасува на размена на енергија што можеш да се оддадеш во живот. Ти си одевме на гости, стажувавме средба на најобични места, немаше никакви специјални некакви поводи да треба да се видиш со луѓето, бевме социјални битија во вистинска смисла на зборот. Сега ми се чини дека ниту родендени, ниту имендени, ниту било какви други значајни работи си честитаме тета тет вака очи во очи, само се користи на општа порака, се честита и тоа е се на Механички. механички. Да. После извесен период во твојот живот го изгуби твојот брат. Тоа беше огромен удар за тебе и твоето семејство. Мајка ти која живее со тебе, ти и целото твое семејство требаше да се носи со тој губиток на таа далечина и со тие непознати околности. Како тогаш Сузе се справи со сето тоа? Мистеријата од 2001 година, за жал, остана се уште мистерија за нас. Се уште? Да, се уште. Една е само вистина, дека брат ми никогаш повторно не се појави. Ние живеевме дури и години после погребот кој го направивме, ние и години после тоа живеевме со надежта дека може би од некаде ќе се појави, бидејќи никој од нас не го виде. Не го виде. Брат ми беше исчезнат подолго од 45 дена. Во моментот кога го пронајдоа, практично и немаше што да се идентификува, освен неговата јакна и неговиот часовник кој беа во распаѓање. Тоа го направи мојата сна, меѓутоа кога не сакаш да веруваш во најлошото, некако и не веруваш во најлошото. Ти не си видел исто како ништо да не се случило, нели? Си ја крепиш надежта и умот дека може би па и не е умрен. Тоа е една толку тажна и болна тема во нашиот живот, што ние кога на моменти еве вака си паѓаме на муабет со мајка ми, ја гледам да е тоа ретко, да не е често, бидејќи кај мајка ми се уште работи надежта и до ден денеска, иако 25 години ќе се навршат точно овој ноември 2026, кај нас се уште грее надежта дека може би панде еден ден ќе се врати до. Мајка никогаш не може да се помери со тоа. Никогаш не добивме одговори зошто, како, кој. Едно е само јасно и оние кои го знаат Панде знаат дека Панде беше еден скромен, чесен, многу убаво воспитан млад човек кој никогаш во животот не направил дури ни сообраќаен прекршок. Никогаш во својот живот не излегол сам од дома кога се ожени со нами, секаде заедно движеа. Никогаш никого не навредил, со никого не се спречкал. Панде беше еден извонреден татко, брат, син, човек кој секогаш беше на страната на правдата и за ништо живо на светот не би направил ништо противзаконски. Вие кога последен пат си имавте слушнато претходно, дали имавте почувствувано некаква промена во... Неколку денови пред неговото исчезнување, тоа беше почетокот на ноември 2001 година, чувствував некоја незадоволство во неговиот глас. Брат ми замина легално и селенички во Канада да живее 2000 година и на почетокот беше многу задоволен од начинот на кој таму се снаоѓа. Тој беше градежен инженер и работеше во една градежна компанија. Меѓутоа, после неколку месеци како да му спласна таа негова радост. Како да нешто му ја скрши среќата или му ја скрши радоста од нештата како таму се одвиваат, бидејќи ми се чини дека и беше разочаран од системот за кој имаше поинаку разбрано овде. Тој мислеше дека Канада е земја со најдобро среден правен систем во која се функционира онака како што треба, дека таму нема нејасноти, дека таму нема недоразбирање и дека луѓето без никаков проблем ги остваруваат своите права. Така и се надеваше и веруваше. Меѓутоа, мислам дека се разочара, иако не ми го кажа тоа гласно, меѓу редови ми го кажа,
во нашите разговори и нешто беше незадоволен од неговата работа, меѓутоа не би знаела никакви детали повеќе да кажам, едно е јасно дека Панде никогаш повторно не ми се јави мене. За жал, после тоа, веројатно, со цела таа тага и со цела таа далечина и болка и надеж и се измешано, мораше да продолжиш понатаму и да функционираш. Втора имаше 1 година кога тоа се случи и се сеќавам дека во тие тажни и тешки ноќи кога јас барав одговори, кога правев молитви по цели ноќи, кога не знае веќе на кој светец да му се обратам и да побарам решение, каде е брат ми сите тие денови во кои го баравме и го бараше Интерпол. Лора знам дека се будеше во сред ноќи, ги гледаше моите солзи и со прстето ми ги туркаше и ми ги враќаше назад во очите. И тогаш бев свесна дека не смеам да плачем пред детето и не смеам да покажам никаква слабост, дури ни пред мајка ми, која не знаеше. Јас од мајка ми криев првите седмици, мислејќи дека ќе стигне најубавата вест и дека Панде сепак ќе се појави од некаде, но за жал не се појави. Се случи тоа што не сакавме да ја чуеме, таа најлоша вест, и да го организираме неговото носење од таму овде, кој беше исто така еден многу измачувачки долг процес. Затоа реков дека ми е жал дека сите овие работи ќе ги споменаме во новиот сет дел од твојот живот, а ти покрај се стоиш на нозе и верувам дека овој твој живот е навистина една стварно сериозна приказна која заслужува книга да се напише, каде што има навистина многу содржина. Пишував, Маја, многу се изнапишав и едно време и се уморив од пишување, со тоа што сметав дека за да го пишувам сето тоа што го имам проживеано, јас повторно уште еднаш морам да го преживувам. Сето тоа двојно повеќе ме вознемируваше и ми предизвикуваше стрес, така да до 2019 година пишував редовно и во годината издавав по 2 до 3 книги. После 2019 некаде пред пандемијата одлучив да направам една пауза и да го зирнам моето творештво од една друга перспектива, да видам што сум напишала, така да од тогаш наваму немам прочитано ништо од моите книги, се спремам некако да соберам храброст сега, да се навратам да видам што се сум изнапишала и да се преиспитам себе си дали понатаму вреди да пишувам и сакам да пишувам, бидејќи да пишуваш за својот живот, да се соголуваш себе си до најболната клетка што ја имаш, е многу неблагодарна работа и тешка работа. Верувам заради тоа што си копаш по сите тие рани, болки. Само повредуваш на моменти, се испаѓа како да се само повредуваш, потоа тешко се составуваш и мораш да ја држиш линијата на вистината, бидејќи ти не можеш да пишуваш невистини, ти мораш да се држиш до вистината таква каква што била, а не таква каква што ти би сакал да те доживеат тебе, читателите. Да, баш така. И тоа е многу специфична и многу тешка работа, така да она што го напишав, а дали ќе пишувам и понатаму ќе видиме, да сме живи и здрави. Само здравје најважно. Се ќе си дојде твоето творештво, си трае, ќе зборуваме сега и за тоа дека си се уште активна. Ти во твојот прв брак сопругот го зема твоето презиме, што е реткост во Македонија. Турунџев, дали он го сакаше тоа или ти го побара и како се случи тоа? Немав поим, Маја. Јас навистина немав поим, како што и сите бевме збунети во просторијата каде што е матежинско со шевенчавката, регистрацијата на бракот. Тоа многу пати досега го имам кажувано, матичарот ми постави мене прашања, за кое презиме ќе се одлучам или ќе бидам со 2 презимиња, и во моментот кога јас сакав да одговорам, тогаш пред мене се истрча зетот и кажа дека тој ќе го земе моето презиме. Ме збуни мене, вистина ме збуни мене, ниту сме разговарале претходно со него на таа тема, ниту пак сме отвориле таква дискусија, ниту тој мене ме имаше прашано што ќе правам јас со презимињата.
Едноставно тој така одлучил, така и постапи, беа збунети сите. Беше збунета и јавноста и никому не му беше верно, меѓутоа Да, особено две јавни личности. во тој негов период во кој тој се наоѓаше во еден мала војна со себе. Тој имаше војна со себе, поминуваше низ еден специфичен период во кој се судрија детето и мажот во него, барем јас така го ценам тоа сега од оваа временска дистанца, и не можеше да се договори со себе дали треба да биде лут на сите или да биде повеќе лут на себе. Ми се чини дека тоа беше и неговата причина со што се одлучи да на некаков начин земе едно друго презиме, со тоа и практично да биде друг човек. Но за жал некогаш како не можеме да се избегаме од себе. Од секи избегаме, од себе не можеме да избегаме. Така да по некоја година ми го врати презимето. Да. Ми го врати презимето и се разделивме најцивилизирано, најчовечно, најпријателски се разделивме, како сега јас и ти како седиме, така како исписме последното кафе, последниот пиелок и јас и Лора си ја напуштивме таа средина каде живеевме заедно. Лора е во комуникација си уште се татко? Мислам дека не е и за неа е тоа болно прашање. Јас дури некогаш не би сакала ни да ја отварам рани да ја прашувам на таа тема, но знам дека повремено во минатото беа во контакт и тоа најчесто по нејзина иницијатива. Не беше, ми се чини, по негова иницијатива. За жал. Има и родители кои не носат баш голема одговорност околу тоа. После ти се случи вториот брак и втората киркичка, која е навистина харизматична, интересна, така барем можам да ја видам. Се уште ли е така темпераментна? Да, има една таква латиноамериканска Да, вина. ама воопшто не личи на тебе, мислам. И една од Она личи да. на мене, да, јас родив женски деца, но немаат ништо мое, освен што го имаат презимето. Да. Освен И што го двете? имаат презимето, Матеја ги има двете презимиња, Лора е Турнџиева. Меѓутоа и двете се сосема диаметрално различни во карактери. Матеја ми го разубави оној дел од животот кој исто така по втор пат почувствував како да се наоѓам во еден временски застој. Тоа беше периодот кога Аеден замина во историјата и кога јас останав дома и за мене не беше нормално јас да бидам дома и да немам никакви обврски. Матеја беше тогаш бебе од 1 година, година и пол, и со таа нејзина интересна природа, љубопитност и со сите тие нејзини интересни моменти ми го правеше денот исполнет, со неа имав чувство како повторно да живеам, затоа што за Лора нема време. Кога Лора беше малечка, јас многу работев, па и патував, па и настапував и многу често бев одсутна од дома, но со Матеја некако го надополнивме тоа време за дружење. Низија добива позрели години, мислам. Матеја ја родив точно на 40 години, да. Но тоа беше многу убава бременост, многу лесна бременост, многу добро се чувствував јас и одработував за тројца истовремено, што не беше пак случај со Лора. Со Лора 10 години порано имав многу исклучително мачна бременост, дури се плашев што ќе биде на крај со таа бременост, меѓутоа се заврши добро. Тоа е најважно. Ама иде ли некоја по твоите стапки? Лора, претпоставувам, не за Матеја, не знам што одбира како избор во животот и професија. Немаат афинитети кон уметнички работи, кон музика, имаат и двете многу интерес околу се што ги не интересира на жените. Шминка, нокти, фризури и такви работи ги интересираат. Естети се големи естети се, лингвисти имаат и големи лингвистички вештини, брзо совладуваат јазици и сакаат во таа насока да се едуцираат, така да јас искрено се надевам дека ќе одберат професија во која ќе се пронајдат себе си, бидејќи и ти сама знаеш колку е тешко да го работиш нешто кое не го сакаш, кое не ти е избор, не ти лежи во животот. Тоа е навистина исцрпувачки и за жените и за мажите. Како не. Многу значи кога во нешто е она што сме си го одбрале, или пак ќе кажам, она што го кажа си сосема во право, кога нешто ти лежи и го сакаш, како судбински да се случува. Да.
и чувствуваш дека тоа ти е природна средина. Дури јас, кога направив една пауза од сериозни 7 години, мислев дека дефинитивно сум расчистила со тоа, ама кога почнам со подкастот, сватив дека ми недостасувало и дека уствари тоа сум јас. Самата природна Да, средина. баш така. И баш не достигаше, да ти кажам. Благодарам. Суза, ти си мајка, жена, борец, секогаш во топ форма. Линијава твоја се должи на одговорност, на активност или генетика? Па има сигурно и генетика, не дека нема. Јас во мојот живот многу имам спортувано. Во младоста, во детството, тоа е кредит, ми се чини кој ме држи и ден денеска ми служи, ама и многу пазам, многу внимавам како се хранам. Последниве периоди исфрлив се што сметав дека не ми годи, газирано не пијам веќе со години. Шекерите гледам да бидат природни, да нема никакви вештачки шекери. Месото го имам одстрането подолг период од мојот живот. Гледам да е што помалку пржено, скоро да не е печено. Јадам свежа храна, најмногу сакам баш свежо подготвена храна, жива храна. Ретко се тоа и варива и така натаму. Јогата е нешто што многу ми годи последниве години, медитациите. Си ја практикуваш? Ја практикувам сега веќе во собни услови, во минатото и одев на групните часови, на групните сеанси каде има посебна енергија, да се разбереме, да вежбаш јога дома и да вежбаш во некое студио заедно со уште десетина луѓе не е исто, таму има посебна енергија и би сакала да можам да најдам време и за тоа, ама некако тешко го изнаоѓам тоа време. Но музиката како терапија, јас музиката ја применувам исто така и како музикотерапија, ја комбинирам со јогата заедно. Многу ми помогна да се избалансирам и однадвор и однатре, така да често пати ја препорачувам. И на сите луѓе непрестано кога исто во прашање ми го поставуваат како ја одржувам линијата, им кажувам дека секој треба да си ги пронајде идеалните вежби за она каде сака да поправи некој недостаток кој што ми имаме природно. Некој има потреба да работи на опру дел на струкот, некој има потреба на нозе, на колкови, на граден кош и така натаму. Секој треба да си ги побара вежбите кои му требаат и да ги прави. И интензитетот кој може да му одговара. Еден добар тренер кој ќе го воведе во целиот тој процес, ако не може тоа да го прави дома, во домашни услови, тогаш да го прави во теретана и мислам дека така некако самите ќе формираме еден здрав животен стил, ќе си ја избалансираме исхраната и ќе научиме да не јадеме доцна. Јас низ животот научив дека јадењето доцна ме пореметува, го пореметува целиот мој метаболизам и се трудам. Мојот најголем проблем. Да, и се трудам да последното јадење ми биде некаде околу 19 часот. Да, мислам дека тоа е најисправно. Дефинитивно, ама од кога те паметам, мислам дека си иста. Ти благодарам. Навистина, не стареш, линијата ти е константно иста, средена, стабилна и така, во некој баланс со себе. Со килограмите сум иста од 600 оделение, верувам. Ти верувам. Понекогаш ми е криво што не се видов себе си во рекоа друга, за да можам да ја сменам гардеробата која ја isfрлам нешто. Јас имам толку убави парчиња облека кои ми е жал да ги фрлам од некои мои средношколски денови во Битола и од носталгија и од тоа што знам дека не се износени, а се уште ми стојат убаво. Леле, ќе речам за срамота, уште ги ја чувам гардеробата од средно училиште, ама имам сентиментална вредност. Тие парчиња облека ми имаат сепак сентиментална вредност. И респект за тоа да толку години баш константно и мимо породувањата и бременостите да останеш. Дев напред назад секогаш, но успевав да се вратам назад. Супер. А во вториот брак како го доживуваше? Нели викаат што не те беше јасно во првиот за да влезеш во вториот? Тоа се разјасни во вториот, да. Ништо не ми се разјасни особено важно. Ние бевме во неформален брак заедно, не бевме во граѓански брак. Но тоа не значи дека немавме одговорности како возрастни луѓе и како родители, имавме секако. За жал, немавме многу среќа да и се радуваме на таа наша заедничка семена енергија долго време. И по волја на судбината, повторно трагедијата ве раздели. Едно утро беше фатално. Едно утро беше многу фатално за Маријан, дури се уште ми е неверно како можеше така без да ми даде знак да
замине. Замина на многу млад, на 41 годишна возраст, без да ни даде шанса да му помогнеме, без да ни даде шанса барем да интервенира брзата помош. Се случи само во 3-4 секунди. И уште еден удар и уште еден голем потсетник дека животот ништо не прашува, едноставно ти се случува, па сега ти види како ќе се снаоѓаш, како ќе се составуваш. Тогаш уште пак повторно се сетив дека ништо, џабе се големите планови во животот да ги правиме, џабе се големите идеали да ги имаме ако не сме свесни за минливоста на животот и за непредвидливоста на животот. Марина постојано ми велеше кога ќе остариме, ќе патуваме доста, сега треба да се работи, бидејќи јас многу му замерував дека таа природа на неговата работа како угостител најмногу беше оптеретен и најмногу работеше за викенди, и во викенди ние никогаш немавме време да отидеме ниту на викенд, ниту на гости, ниту на свадба. Јас секаде каде што се одеше, одев сама. Речиси на сите свадби, на сите значајни настани кои биле секогаш за викенд, а биле од некој убав карактер, дали семеен, дали професионален, јас одев сама. И постојано му велев, зашто си ми ти во животот ако јас секаде треба да одам сама? И велеше, немој да се лутиш, кога ќе остариме, ќе патуваме, ќе надокнадиме се што треба да проживееме, ќе проживееме, меѓутоа ете. И тоа не било да се случи. Како после тоа сето Матеа го прифати? Имаше ли борба? Имаше големи борби. Матеа беше мала, исклучително мала, беше прваче. И за неа беше многу голем стрес, бидејќи беше присутна на моментот на неговото заминување. Тие слики долго време и се вртеа во глава. Не можеше со месеци да влезе во собата во која татко испушти душа, затоа и моравме да си заминеме од таму, да го напуштиме тој стан, за да пробаме некаде на ново место да се составуваме. Со месеци знам дека не пуштавме музика по нејзино барање, не даваше да пуштаме музика, додека еден ден не се разбуди среќна и ми рече, сега ќе одиме во кола, ќе пуштиме музика на најгласно и тато на небото да слушни дека сме среќни, за и тој да биде среќен. И тоа беше денот кога првпат повторно почнавме да слушаме музика и кога почна да посакува да се дружи, да разговараме за убави работи, да се сеќава и да ги коментираме убавите моменти заеднички, нашите смешни ситуации од одмори. Татко имаше голема смисла за хумор, тој беше обожуван во сите негови кругови каде што се дружеше. И Ведар, го паметам. И како голем, ама имаше една заразна смеа и кога тој ќе почнеше да се смее, сите се смееа околу него и знаеше да ги раскажува, рака на срце, многу ситуации така комично ги раскажуваше и тогаш ќе почнавме да се сеќаваме на таквите моменти. И ден денеска сака да изборувам за тоа, само што денеска кога ќе ги раскажувам тие ситуации, таа веднаш почнува да плаче и тоа ја потресува, ја вознемирува, бидејќи сега е веќе во една сензитивна возраст и сега е така, мораш да внимаваш како ќе кажеш, што ќе кажеш, затоа што таква е возраста. Колку направи она сега? 17. Баш чувствителни години. Добро, си имаш сега работа пак со девојка, тинеџерка. Во својот пубертет секоја одна Си во својот пубертет и јас велам тешко на некој што треба да се справува со нас ако му е дадена таа задача, да не расправа сите, но пак ќе кажам, тука сум јас некако да умеам да ги разберам сите, можеби и тоа е до мојот хороскопски знак, не знам, за нас рибите се вели дека рибата како последен знак во зодијакот е дадено да умее да ги разбере сите други предходни знаци и некако дури по собствена штета да најде компромисно решение во секоја ситуација. Ама ти си сепак доста активна и постојано нешто правиш, работиш, сега си во Алфа телевизија и покрај тоа ми кажа дека се бавиш и со хорот, кое е издружение, каде имате и доста хуманитарни активности и веројатно имате добри дружења, добри дела кои ги правите, убава твоја активност на тема музика, си направиш баланс помеѓу двете твои професии
Да, хорот Фрида од Македонија е моето големо остварување. Нешто на кое јас на крај памет не ми паѓаше дека толку многу ќе му се посветам, веќе трета сезона. Започна како една мала група на талентирани прекрасни жени кои дојдоа на аудиција за детски хор и кога јас видов дека во тоа друштво на дечиња има жени возрасни, прво мислев дека се мајките кои дошле да ги чуваат, да ги донесат децата, но сватив дека се жени дојдени на аудиција и тоа беше знакот кој не смеев да го игнорирам. Реков, ќе пробаме, ќе работиме, ќе пееме, да видам што би пееле. И од само неколку жени тој хор прерасна денеска во една голема женска заедница која поместува граници, која таму на тие проби буквално го буди детето во себе, си ги остваруваат своите животни соништа. Ние таму од дома извадивме многу жени кои не беа со месеци излезени од дома. Имаме жени кои се и во пензија, пензионерки, највозрасната членка ни е 85 години. Да, браво. Тоа ни е најголемата значи радост кога неа ќе ја видиме со И мотив, радост. и мотив сега. Инспирација. Знаеш каква инспирација ни е Гога, нашата Гога, многу ја поздравувам ако не гледа. Таа со кренати раце нагоре на секоја проба ги пее песните и со замижани очи ги пее. Буквално се гледа колку се радува, колку музиката им прави убавина, бидејќи самиот избор на репертоар кој што јас им го правам, гледам да се тоа песни од нивното време, кои што ќе ги посетат на едни убави периоди во својот живот. И така да најтешко од се ми е да ги завршам пробите и да си одиме дома. Обично тоа се издолжува, па тоа трае, па потоа преоѓа во една забава, па во едно играње, па во едно гушкање и тоа на крајот дури понекогаш завршува со солзи. Активни сме доста и концертно, настапуваме, речиси секој месец имаме некаде настапи, сега се подготвуваме за овие престојни пролетни настапи кои што ќе ги имаме. За летните веќе имаме време за културните лета. Се бавиме многу со хуманитарни активности, секој месец ние правиме мини базари, ние изработуваме многу нешта, бидејќи имам 20 од жени од групата кои што и се аматери, но супер аматери, изработуваат многу интересни предмети, повеќето од нив се на тема Фрида Кало, бидејќи Фрида ни е нашата инспирација, нашиот патрон. И потоа ги продаваме, имаме Фрида Ќоше, тоа е една мала онлайн продавничка во која се што се продава, средствата од продадените средства одат за донација и секој месец донираме некаде каде што ќе почувствуваме дека сме потребни, дали е тоа за операција на некое детенце, дали е некоја самохрана мајка која што се бори со предизвиците или пак е некое семејство на кое исто така му е потребна финансиска поддршка. Супер, респект за тоа. Навистина супер подвиг и верувам дека тоа те исполнува, нели, затоа што ти си човек што сака да прави убави дела. Еден период доста беше во дружба со Атиџе од Медена земја и тој лик е поприлично интересна личност, нели, таа жена, која живеела во едни сосема нецивилизирани услови, но со тебе некако постојано беше присутна на секаде, на дружби, настани. Како се случи таа спојка да баш, нели, најдеш фреквенција и што беше мотивот? И тоа е веројатно судбински. Јас сум многу интуитивна личност и цел живот си ја слушам интуицијата и никогаш не ме изневерила. Сум се изневерила само јас себе си, кој што не сум и поверувала на интуицијата. Но и тогаш кога ја посетивме Атиџе во екот на пандемијата, ми дојде дека јас морам да ја сретнам таа жена во живо, со ранците на грб, замисли да се закренеш на пат кај што не знаеш кај одиш. И не знаеш, немаш мрежа, немаш сигнал по патот на телефон, не знаеш ако нешто ти се случи, што ќе правиш. Јас со мене носев дете. Со мене беше тогаш Матеја мала. Така да знаев дека ќе стигнеме, знаев дека. А за таму само може пешки да одиш? Зависи во кој период од годината ќе отидеш. Ако одиш во период кога е врнето, таму не поминува ни џип ни кола. Значи таму заглибуваш во калта и Господ нека ти е на помош, да. Меѓутоа ние знаевме, имавме силна желба и волја
дека ќе стигнеме до Атиџе, дека убаво ќе си поминеме и срекно ќе се вратиме назад. Таа нејзина искрена душа, таа нејзина голема широка насмевка, таа нејзина топлина во очите, таа едноставност со која Атиџе располага, толку силно ме освои. Јас ништо не и ветив на Атиџе, но си ветив себе си дека ако можам, на таа жена ќе се обидам малку да и го олеснам тој тежок аскетски живот. Атиџе живееше навистина многу тежок живот. И таа нејзина среќа дека луѓето не ја заборавиле, дека и доаѓаат во посета, благодарноста која таа ја имаше во себе и непрестано со молитви ја изразуваше, толку ме фасцинираа, толку ме освестија колку ние луѓето знаеме да бидеме неблагодарни за се што имаме, а таа беше благодарна на се што ќе ја донесеш, на се што ќе ја принесеш. Тур како она функционира буквално сама таму? Сега веќе функционира полесно, бидејќи сега е веќе во другото село, не во селото каде што е снимен филмот, туку во Дорфулија, докаде што има пат, има луѓе, има соседи, има цивилизација, има струја, има и вода, што немаше тоа во Бекирлија, немаше ништо, го имаше небото и пчелите и ништо повеќе. И неслучајно со пчелите нејзината комуникација беше во главном таа со пчелите. Меѓутоа, мислам дека, да не грешам, мислам дека била многу посрекна таму со пчелите, отколку сега кога, за жал, се соочува со сите овие нешта за кои говоревме, какви можеме ние луѓето да бидеме сурови, лицемерни, алчни, ненаситни. Атиџе сега во својата 60-та година дозна многу за луѓето кои порано немала прилика да дознае, бидејќи сега е окружена со луѓе кои не се сите срекни дека Атиџе Муратова ја знае целиот свет и дека во Дорфулија се доаѓа и се бара каде е куќата на Атиџе. Секому не му е право, нели? За жал, има и такви луѓе кои се прекрасни, Атиџе има и добри соседи, добри комши, ги поздравувам сите кои се грижат за неа и помагаат кога ќе биде потребна помош, но не секогаш има и луѓе кои се добронамерни. И таа се бори со тие човечки недоследности, со сите работи се бори, но успешно се бори, добра е, се слушаме, малку поретко се гледаме годинава, но се слушаме редовно и ние почесен член во Врида од Македонија, така да на неколку настани веќе ја имаме вклучено и здравје Боже, повторно ќе правиме голем настан на Светскиот ден на пчелата на 20 мај. Така, ти Сузи помогна на нејзи околу средувањето на условите за живење. По нешто се разбира, сите помогнавме. Знаеш како доволна една иницијатива да направиш и да обединиш неколку хумани срца околу тебе и се е лесно, ама буквално се е полесно. Да, и ја приспособивме колку што се можеше куќата за основен живот. Таа е задоволна и многу благодарна. Научи полека да се снаоѓа со се што за неа беше новитет и се радувам кога одам и кога ќе ја видам дека веќе самата си е газдарица на својот дом, кој за прв пат го има, и е многу благодарна на сите луѓе кои доаѓаат да ја посетат, а се уште доаѓаат луѓе од целиот свет да ја посетат. Се уште има интерес за неа како лик. Баш убава приказна навистина и можеби таа самотија и таа дивина е оставила така чиста да остане и позитивна, а баш уште подобро од тебе што си го препознала сето тоа и што си направила некој чекор да ја... Моја животна учителка Атиџе е мојата голема животна учителка од која навистина научив да го сакам животот и да се радувам на малите нешта, а и многу ме научи на благодарноста. Сега во периодов имаше исто така еден тежок период и се случи со здравствен проблем. Како го надмина тоа? Па и за мене не постои проблем кој смитам дека нема да можам да го разрешам, посебно ако се чувствувам подготвена да го оставам позади себе. Да, имав година во која се соочив со нешто кое мислев дека никогаш нема да можам јас да го доживеам, бидејќи мислев дека Бог ме одбра да се грижам за другите. За другите, да, тоа и сакам да ти кажам, дали научи дека треба малце повеќе за себе да се грижиш? Бев бедена дека не може мене такво нешто да ми се случи. Мене Бог ме стави на местото да ги крепам сите околу мене и
така да животот ме разубеди дека не е баш така како што сум мислела. Добив жолт картон од животот и после тоа искушение, после таа дијагноза која ми беше соопштена и која не можев да ја примам долго време, сватив дека морам да ја примам како благослов и како можност да пораснам уште повеќе и духовно и енергетски и да се издигнам над сите несакани ситуации и да се борам бидејќи јас имам уште многу нешта кои треба да ги направам. Во првиот момент кога ми беше кажано и соопштено, прво беше чувството на неверување, нели? После си кажав, чекај, мене ме чекаат уште многу песни за пеење, мене ме чекаат уште многу камења да ги изработам, да ги средам, да им дадам живот, бидејќи јас сум пасиониран љубеник во изработки од камчиња, носени од далеко од сите плажи и острови каде сум била. И можам да ти кажам дека со вреки дома чека на мене кога повторно ќе седнам и ќе работам нешто. И сватив, не, тие камења мора да поминат низ моите раце, јас морам да се соберам, морам да го надминам ова и јас морам да излезам победник во целата ситуација. Научив многу за себе, за животот, да фрлив една скроз друга диоптрија на сите нешта околу мене, направив една голема селекција на се, што треба, што не треба и направив едни големи промени врзани за исхраната, врзани за што сум дозволувала порано да се нервирам, да си предизвикувам стрес или да му давам приоритет на нештото. И знам и тврдам дека болеста го напушта телото дури тогаш кога и самата нема да го препознае. Што ќе рече дека ние мораме да толку многу да се промениме, што дури ни болеста нема да не препознае. Јас ги направив тие промени и многу сум благодарна што ја имам таа привилегија да денеска го кажам ова, да се радувам на моите деца, да го чекам со нетрпение моето внуче да ми дојде на гости и да видам тука се уште повторно да бидам поддршка на сите на кои и порано им бев и се уште ќе им бидам. Да, јас не се сомнувам во твојата сила, со оглед на тоа дека историјава на твоево функционирање покажува дека секогаш се изборуваш со сите тешки ситуации. Ова било само уште еден предизвик за тебе да го смениш, да ја смениш перцепцијата кон себе. Лекција, да, и да малце повеќе си се посветиш на себе. Да. И на љубовта кон себе, не само да ја даваш на другите, и грижата и љубовта. И верувам дека уште многу години ќе останеш иста ваква згодна и убава. Благодарам. И позитивна и топла како личност, и успешна, и активна, и сите тие особини кои се врзани за тебе. Мене ми беше чест и задоволство и верувам дека ќе имаме поводи многу да споделиме за твоите успеси. Имаш ли некоја сопствена равенка за успех, сопствена формула, нешто што во најтешките моменти си го правиш како некој начин да се избориш и во тие падови да се издигнеш повторно? Па сите мои равенки во животот биле со многу непознати. Меѓутоа, секогаш во сите тие математики на животот во кои сум излегувала победник, музиката ме подигала од дното, од пепелот. Ме подигала и ме подсетувала дека можам и дека колку и да е тешко, ти мораш да се исправиш, мораш да се насмееш и мораш да запееш, бидејќи тоа е твојата мисија и во тоа најдобро умееш да се снајдеш. Така да сум многу благодарна за талентите кои ми ги даде Бог. Ме товари понекогаш и со повеќе таленти, кои не ми се секогаш олеснителна околност, туку некогаш ми се и оптеретувања, ама знам дека не можам да побегнам од нив. Тие се мој, мене ми припаѓаат и морам да најдам време и во тоа 24 часовна денонокие во кое не се стига секогаш, но успевам да си ги држам во баланс сите мои таленти. Благодарна сум на љубовта и на целото човеколюбие кое што го располагам. Јас не научив во животот да мразам, не научив да враќам на лошото со лошо,
И на тоа сум исто така многу благодарна и благодарна сум на сите солзи и предизвици кои ми ги даде, веројатно ме прочистиле, ме исчеличиле и ми дале шанса да светам повторно. Твојот дух да биде баш вака прочистен и исчеличен. Ми беше задоволство што споделивме твојата приказна, твојата равенка за успех, твоите успеси, значи од сите овие ситуации, и мислам дека си една од најуспешните луѓе, заради тоа што да човек не идува на толку препреки и толку ситуации и секогаш да остане цврсто на нозе е голем победник. Благодарам. И навистина може да се нарече успешен човек. Ова е мало внимание за тебе, Бадел Бајадера. Ова е ликерче кое го имаме тука. Има многу убав вкус, што со Бајадера, лешник и чоколадо, повели. Благодарам многу. Ќе ги поздравам и нашите пријатели Каре, кои ни го средија нашето студио, со овие убави детали, со сето она што го имаме во амбиентот да се чувствуваме пријатно. Се разбира Checkmate, продукцијата која стои позади овој подкаст и која го реализира на навистина најдобар можен начин. Есе кафето е исто така тука со нас и верувам дека гледавте уште едно интересно издание на Равенка за успех и дека ќе уживате во сите овие поучни разговори и она што го слушате во сите изданија на овој подкаст.